Рудниците за сол, Соледар во Украина, некогаш привлекувале туристи, кои можеле да поминуваат часови во истражување на огромните подземни пештери. Така беше до војната. Рудниците се затворија на почетокот на 2023 година, но United 24, официјална платформа за собирање средства на Украина, сакаше луѓето да продолжат да ја истражуваат нивната убавина и историја. Коли був окупований Соледар, Кога Русија го окупираше Соледар во февруари 2023 година, веднаш почнавме да размислуваме за проекти кои може да ја раскажат приказната за овој град и да го потсетат светот за нашите уникатни рудници за сол, за Украина која се бори за секој нејзин град. Благодарение на напорот, рудниците за сол се практично достапни за играчите на Майнкрафт. Еквивалентниот вклучува 16 локации и нуди квиз што играчите може да го пополнат за да добијат шанса да добијат награди, објаснува Греш. Майнсолт, світ. Светот Майнсолт, создаден во Майнкрафт, е посветен на Соледар. За да победите, треба внимателно да ги слушате приказните, што ги слушате за времето на вашето онлайн патување. До крајот треба да соберете кристали. Амбасадорите на Майнсолт им помагаат на играчите во текот на играта. Меѓу нив се познати личности како канадската телевизиска звезда со украинско потекло Кетрин Виник, основачот на Virgin Group Ричард Бренсон, добитникот на Нобеловата награда Пол Нерс, актерот Миша Колинс, боксерот Олександар Усик, фудбалерот Олександар Зинченко, украинската актерка Ивана Сано и поранешниот астронаут на НАСА Скот Кели. Има многу скриени места во рудниците за сол, а вие би биле таму барајќи кристали, нели? И децата би ја научиле историјата на Соледар и неговите рудници. Кели е ангажиран во напорите да ја помогне на Украина речиси 2 години. Тој посети детска болница во Киев и вети над $500,000 добиени од продажбата на неговата колекција на незаменливи токени. Тоа беше петото најзначајно патување што некогаш сум го направил, но тоа е само затоа што сум летал во Вселената 4 пати. За повторно да ги создадат рудниците во играта, програмерите разговарале со луѓе кои работеле во компанијата што го управувала рудникот. Там піднімали повітряну кулю, книга рекордів. Имаше турнеи за туристите низ рудниците, фудбалски надпревари и дување балони со топол воздух, настан запишан во Гинисовата книга на рекорди. Кога дизајнерите на играта му пристапиле на овој човек, тој видел како тоа е единствената можност да ја го прикаже на својата 6-годишна ќерка поранешното работно место. Кога Украина ќе биде ослободена од овие терористи, ние ќе се вратиме бидејќи тоа е нашиот дом. Играчите на Майнсолт можат да користат специјален код за да испраќаат пари во училиштата во Украина. Координаторите на United 24 велат дека биле собрани повеќе од $100,000 во неделата по објавувањето на играта. Парите ќе бидат искористени за обновување на училиште во регионот Днепар, уништено од руски проектил.